Најпред да се заблагодарам на NDI за можноста да го организираме овој настан, да поразговараме и секако дека при вакви големи, би рекол, операции е добро да направиме една известна студија на случај, да видиме кои се позитивните, кои се негативните страни, што е тоа што треба да го подобриме во идниот период, и мислам дека сите овие изминати 2 години покажа многу позитивни страни во однос на соработката помеѓу институциите и меѓународната заедница. Целта секако беше првично хуманитарно згрижување на членовите и нивните семејства на Афганистанската канцеларија на Индија и на Националниот демократски фонд во Афганистан. Меѓутоа, важно е дека не само што ги заштитивме тие луѓе, што како држава покажавме една сериозна отвореност и солидарност во тој момент и храброст за да пристапиме кон една ваква активност, и иако не се сомневав дека граѓаните ќе поддржат целата таа наша активност. Меѓутоа, сепак, треба да кажеме дека огромното мнозинство на граѓани надвладеа над оние структури националистички кои што можеа да прават преврат во целата оваа ситуација. И тоа само покажува за еден сериозен демократски капацитет на македонското општество, и на тоа треба да бидеме горди сите ние, заради тоа што и вие како партнери, посебно стратешкиот партнер Соединените американски држави и сите организации заеднички допринесовте да се градиме како држава, како институции, како капацитет, и тој демократски капацитет да го јакнеме во изминатиот период. Секако дека предизвикот посебно безбедносен беше да имате вкупно околу 793 граѓани кои што се сместија на територијата на државата, да помогнеме да имаат достоинствен живот тука, нормално да престојуваат и секако да го продолжат патот по кој што тргнаа заедно со партнерите. И во тој дел сметам дека тесната соработка што имавме помеѓу Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност и канцеларијата на NDI на дневна основа беше многу важна за успехот, за да заврши до крај така како што треба, без да имаме ниту еден проблем. И во тој дел морам да оценам соработката како извонредна и на едно високо ниво. Исто така сметам дека и искуството кое што го стекна и МВР, меѓутоа и сите други организации и институции, е од огромно значење за сите нас, посебно кога станува збор за безбедносно хуманитарно згрижување на лица. Заради тоа што едно е да имате политичка волја, едно е да сте подготвени тоа да го направите како институции, и тоа сосема друго е да имате реална состојба во која што вие треба да живеете со тој проект, би рекол, или процес кој што го имавме сите ние. Мораме да истакнеме дека предизвиците на МВР во делот да се сочува безбедноста на лицата кои што беа тука, беа сериозно големи. Заради тоа што знаете дека има повратници од воените жаришта, високо радикализирани структури во државата, кои што се опасност за безбедноста, и таа опасност мислам дека се мултиплицираше, заради тоа што токму имаме граѓани кои што можеа да бидат цел на нападите, и затоа беше многу важно висината на задачата која што ја имаме да ја завршиме на најпрофесионално ниво, и сметам дека
Иако имавме високо ризична група категоризирана, сепак успеавме да целиот тој период им овозможиме и безбедност, и нормален, и достоинствен живот. Сакам да се заблагодарам уште еднаш на NDI, на амбасадата на САД во Северна Македонија, на УНИЦЕФ, на USC, на УНХЦР, на представниците на владата, на Црвениот крст, на сите кои што беа инволвирани во овој процес, бидејќи, верувајте, ако една алка од овој синџир кој што го представуваме сите ние недостасуваше, акцијата ќе беше неуспешна. За среќа, ние имавме успешен процес и јас сум наистина горд на сите нас, на сите колеги кои што беа инволвирани во целиот овој процес, најмногу на македонските граѓани, заради тоа што покажаа дека кога е потребно и во тешки моменти знаат да подадат рака. Тоа е најзначајната човечка вредност. Благодарам.